дозволите да почнеме. Веќе академска четврт поминавме и така. Значи, прво да кажам дека ни е големо задоволство што вака елитен состав имаме на овој состанок, кој што е посветен една многу значајна работа за сите во здравството, особено ние во секундарната и терцијарната здравствена заштита. Јас би сакал, меѓу другото, да ги поздравам оно што е многу важно за овој важен состанок, што меѓу нас се покрај нашите познати експерти, пријатели од сите области и професорите од Улм, професор Франц Позол и доктор Кристијан Лако од Холандија. Искусни луѓе кои повеќе децении работеле на проблемите на плаќањето во здравството, плаќањето пушинок, имаат огромни студии, пишувани книги, статии и слично, имаат едно огромно искуство и ќе можат на вистина да ни прикажат evidence-based best practices. Ако во медицината одиме со evidence-based, и овдека треба да одиме evidence, не може со нечија интуиција, нечиј впечаток, верување и така натаму. Пред да продолжиме потому, ја би му дал збор на доктор Лазаревич да се обрати да каже нешто. Пред се заблагодарам на сите присутни, на сите учесници на нашиот самит кој што денеска е организиран со цел да се понуди одговор на некои од клучните прашања околу проектот Плаќање за учинок во Македонија, меѓутоа и да ги земеме меѓународните искуства. Јас само би сакал да истакнам дека многу сме благодарни на фондацијата Отворено општество за Македонија, која што целосно го поддржа нашиот настан, практично поддржа една идеја која што успеавме за исклучително кратко време да ја реализираме и денеска да имаме можност да дебатираме сите на ова прашање кое што ги засега не само докторите, него пред се ги засега пациентите во Република Македонија. Јас само толку во оваа фаза, малце потака ќе имам моја презентација. Професор. Морам пред се да кажам дека овој собир овдека е доста елитен и репрезентативен, дека покрај одредени предавачи и експерти, да речем, во одредени области, мање више сите сме експерти во одредени области. Тука се синдикалци, представници од синдикатите, представниците од професорите, представници од колегите доктори кои што некојдневно ја работат таа работа. Тука се представници од лекарските асоциации, од Македонското лекарство, од Комората, од Здруженијето на лекарите албанци, значи не има од сите и од сите аспекти можеме да го разгледаме овој проблем и да имаме една навистина отворена дебата, кај што најотворено да прозборуваме за проблемите и да ги извлечеме максималното позитивно од она што треба да се направи. Никој во организирањето на овој состанок, сигурно кажаме тоа, дека никој не е против тоа да вредноста на лекарскиот труд се мери. Но како, на кој начин, кои елементи и што се треба да се направи, која е целта на мерењето. Дали е целта на мерењето, дали е задоволството на пациентите, задоволството на лекарите, задоволството на администрацијата, квалитетот ли е, профитот ли е, парите ли си, така натаму. Мислам дека во излагањето од познативе наши колеги професори од надвор и од нашите презентации и панел дискусиите, дека ќе може да се добијат доста релевантни информации. Да не заборавам да кажам дека меѓу нас денеска е и доктор Андреј Кехајов, председателот на форумот на лекарските асоциации на Југоисточна Европа, кој исто така покажа голем интерес за оваа тема. Оваа тема не е нешто што ја тангира само Македонија, туку ги тангира и останатите земји, особено и овие во Југоисточна Европа. Иначе тој доктор на науки по Health Economy и Организација на здравство. Ужас и хирург. Јас би сакал пред да почнеме да се заблагодариме и на спонзорите на овој наш состанок, вако успешно организиран, а требаше ти да кажеш за Сорос и часописот. Но, у секој случај, пред да почнеме со зборувањето, јас би сакал со неколку збора накратко
за сите да ја презентирам состојбата во здравството во генерално, дали да речем во светот или и генерално. Се работи за следното. Во последните неколку декади состојбата, ситуацијата на докторите во светот се влошува. Се влошува со тоа што платите се намалува, се зголемува работата, работните услови се полоши, несигурност на работните места, насилието на работното место, насилието од администрацијата. Кога ќе погледаме од друга страна, мислиме дека пациентите се нешто во поарна ситуација, но и тоа не е така, затоа што има многу закони и папири кај што добиваат права на пациентите, права за доктори чак и нема папири кај нас, ама од друга страна затоа им се ставаат камери и тоа кои го спасуваат животот и здравјето, како што викат некои наши кои ги мерат камерите, кои немаат никаква врска, а од друга страна се намалува обемот на здравствените услуги и насекаде по нешто се стеснува, така да и тие права се ограничуваат. Што е причина за ваквата состојба, за ваквата мешаница, што дека? Па, со еден збор може да кажеме дека е тоа комерцијализацијата во здравството. Тоа сето се должи на кризата на капиталистичкиот систем во последните 30 години и излезот од таа економска криза, таква криза на тој систем се бара во неолибералните политики и тоа на препорака на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка. Ова посебно го нагласувам. Нивната препорака е да излез од кризата е пазарната економија. И пазарната економија како излез на глобално решение на овие проблеми. Тука се приклучува и Светската банка, Светската трговска организација, постои еден консензус од Вашингтон за тоа да покрај стоките во услугите, да и услугите, особено услугите кои што се, да речеме, хуманите услуги, као едукацијата и здравјето, исто така влезат во можност да се решава, да пазарот ги решава. Не водичи сметка дека имаме тука и некои други работи, дека здравството и здравствените услуги не се обична стока на пазарот. Како резултат на тоа, настанува една масовна приватизација на јавната собственост, но и на јавните услуги. И како резултат на тоа, наравно е програмите што ги спроведува Светската банка, имате да во примерното здравство преминува организационо, финансиски, во начинот на давањето на услугите од јавен на приватен модел. Сличната работа се случува и во болниците, во јавните здравствени установи, во болниците, кој што станува сега, кај што основен критериум станува конкуренцијата, кост-ефективност, исплатливоста, интересот, у суштина профитот, и да бидат конкурентни со другите. И затоа менаџерите мора да бидат одлични, навистина менаџери, трговци, да се снајдат на пазарот, значи пазарната економија, и сега од тука, значи тоа е главен критериум за успешност. А ако е тоа успешност, тогаш и плаќањето, главен критериум за плаќање е плаќање не квалитет, туку обем на услуги и движење на работната сила, која што тоа тука е така као проблем дело. И сега доваѓаме во една ситуација да една фина, благородна професија као што е медицината и пружење здравствени услуги, која се состои од повеќе елементи, се состои од високи етички принципи, од една етика, се состои од едно добро медицинско знаење, од големо искуство, од познавање на можностите на медицината, а исто така и сознавањето на потребите на пациентите. Сето тоа со овака економски поставени проблеми паѓа во вода и здравствените услуги се сведуваат на обична стока на пазарот, како на претпримачкиот пазар. Тоа доведува до влошување на состојбата на лекарите и на здравствените работници генерално, на сите, и како резултат на сето тоа изгледува дека сега е примерно плаќањето, особено тие начини на плаќање има многу повеќе, и бркање на профит. И сега наместо, иако на разните експерти, реформатори, устата им е полна patient-centered medicine,
практички е профит центар медицина. Суштината се сведува на тоа. Затоа и сега со плаќањето на услуги, како што овој правилник, еден од правилниците, овој може би еден од најлошите, што го кажува, е уствари дека докторите стануваат наместо да имаат тимска работа, да имаат заедничка, да има една хумана атмосфера на работа, се доведува до една ситуација да станат не само ривали и опоненти, туку дури и непријатели, да се алиенираат меѓу себе од струката и да се изолираат и атомизираат. И тогаш најмалку може и да се одбранат од овие напасти што ги напаѓаат на страна. Према тоа, во сите реформи што се прават во здравството, здравството не е ничија собственост, најмалку е на владата, министерството и друго. Министерството е собственост на целото општество и на здравствените власти, на лекарите, на пациентите, на невладините организации и сите тие фактори, сите треба да учествуваат во тие реформи, а не да биде административно донесување овакви и онакви прописи. Тоа е така во културниот свет. Сега, да не должиме за ова еден вовед да видиме каде ние се наоѓаме со нашиот систем овде. Јас не би зборувал за тоа како нашиот систем само така кажеме на работа, дека многу малку има учество од професионалните организации, па дури и синдикатот, и комората, и професионалните организации во ваквите работи, во проценката што е добро, што не е, и што е навистина evidence based, што е навистина потврдено да се дае добра пракса и да вреди. И обидот ќе биде овдека тоа да го направиме. Панелот кој што овдека гарантира дека ќе имаме многу плодна дискусија, сигурно може да нема да грешиме сите прашања, али да побараме излез и да најдеме најдобро решение. А сега да почнеме, би му дал збор на доктор Лазаревиќ да зборува на првата тема, ставови на докторите по медицина околу проектот плаќање на учење во Македонија. Поведете. Еве, повторно, значи да ви се заблагодарам уште еднашка и да му се заблагодарам на професор Тофовски за воведот, кој што практично на некој начин ќе ја постави дискусијата која што ќе следува во текот на целиот ден. Мојата презентација ќе биде кратка и се вика поставување на сцената, ставови на докторите по медицина околу проектот плаќање по учинок. Целта на презентацијата е практично да не донесе или да ни пренесе едно искуство за тоа како докторите ја доживуваат оваа реформа или овој предлог на владата, практично кој што веќе е имплементиран во пракса, кој што ние со Health Grouper успеавме да го документираме научно преку изработка на истражувања. И тоа ќе биде идејата на целата презентација. Значи, концептот се состои во неколку дела. Малце би сакал да говорам за истражувањата кои што ги спроведуваме во текот на целата година и важноста на вклучување на докторите во процесот на реформи. Потоа ќе зборувам за начинот на кој што ние ги комуницираме резултатите од истражувањата кои што ги правиме со јавноста и со сите засегнати страни. Ќе влезам во делот на како се генерираат тезите или како ние сме генерирале работни тези, конкретно за овој проект плаќање по учинок. Ќе дискутирам за потреба од промена на моделот и потреба од успех на било која реформа. Health Grouper истражувања. Да, значи во изминатава година, прво јас сум сам со себе многу задоволен, морам да кажам дека успеавме за еден период од година дена да реализираме многу истражувања на различни теми кои што директно ги засегаат докторите во Република Македонија, меѓутоа и докторите во Бугарија, како и докторите во Србија. Ние успеавме во февруар месец да направиме едно исто истражување кое што се однесуваше на задоволството на работата помеѓу докторите во Македонија, во Бугарија и во Србија. И тоа истражување беше комуницирано со сите медиуми и морам да кажам дека најголемо внимание покрај Македонија привлече истражувањето кое што беше спроведено во Бугарија. Беше објавено речиси во сите медиуми.
Ние ги спроведуваме нашите истражувања преку на стриктно дефинирана популација на доктори. Значи, преку самиот сајт Health Grouper имаме можност за докторите да се регистрираат онлайн, при што оставаат нивни информации, односно оставаат нивни имейл контакти, и нормално ние наоѓаме имејли од доктори и од други извори. Меѓутоа, благодарение на можноста да ги имаме имејлите на докториве, ние успеваме директно да ги прашаме нив што всушност они мислат за одредени реформи. Тука ја морам да кажам дека сум бил во позиција да креирам одредени здравствени политики. И во периодот кога сум бил јас заменик министар за здравство 2006 и 2008 година, ние искрено не знаевме што мислат докторите. Мислам, во принцип, тоа ни беше многу тешко да го дознаеме. И мислам дека мене лично тоа малце ме интересираше тоа. И ми беше исто така еден од главните проблеми, или да речеме, можеби денеска го имам како чувство на грижа, дека многу малце сум ги прашувал за тоа што сме сметале дека треба да се реализира. Благодарение на овој проект, или можеби на осознавање на тоа дека не можете вие да направите било каква реформа без да го прашате тој кој што треба да ја спроведе во пракса, како се чувствува, тоа беше и самата идеја како да се инициира и како да се направи проектот Health Grouper. Така сега практично дојдовме во ситуација да имаме стриктно дефинирана популација, брзо ги публикуваме резултатите, значи правиме брзи истражувања на кратки поентирани прашања и произведуваме информации кои што се однесуваат за јавност и мислам, значи не научни, меѓутоа правиме и научни информации. Ги популаризираме преку објавување на, како да речам, популарни верзии на текстови кои што би биле лесно прифатливи за пошироката маса и нормално постојано целта ни е да успееме да публикуваме колку што е можно повеќе научни трудови во релевантни журнали. Последното истражување, ова кое што сега највеќе и е актуелно и за нас е актуелно, е спроведено помеѓу докторите кои што директно се вклучени во процесот на проектот плаќање по учинок. Нема да навлагам во делот на методологијата и како што е спроведено, меѓутоа накратко само би кажал дека ние имаме база од преку 4000 имејли на доктори, ги имаме имејлите на сите 1700-1800 доктори кои што се вклучени во процесот на плаќање по учинок, точно се одвоени тие имејли од овие другите, правиме случаен примерок на тие имејли и ги вклучуваме луѓето во процесот. Морам да кажам дека првите истражувања кога ги почнавме некаде во јануар месец оваа година, одзивот на лекарите, мислам, како да речам, беше окей, меѓутоа не беше толку добар како што е сега. Сега, со последното истражување, ние имаме фантастичен одзив. Значи, кога ќе пратиме информација до лекарите, огромното мнозинство од тие кои што ја примили информацијата по имејл, не само што одговараат на прашањата, туку едноставно даваат коментари. Ние со ова истражување успеавме да собереме преку 80 страни пишани коментари на лекарите директно поврзани со проектот плаќање по учинок. Не требате да бидете научник за да кога ќе ги прочитате коментарите сватите дека ваквиот вид на реформа има направено целосен хаос во здравствениот систем. И тоа директно во државното здравство. Значи, од таа цел ние и го објавивме тој извештај да биде нецензуриран за да може да јавноста и самите лекари да се уверат колку е голем проблемот кој што е направен со ваквата реформа. И од таа гледна точка практично ние денеска се наоѓаме во позиција во која што сакаме отворено да дискутираме и да имаме различни искуства. Значи сакаме да ги чуеме меѓународните искуства. Ние не можеме веќе да си дозволиме да правиме реформи на претпоставки. Да речеме дека таа фаза сакаме да ја надминеме. Ние мораме да правиме реформи базирани на наука, на докази, на нешто што се случило некаде на друго место. И мораме да ги вклучиме лекарите во процесот. Само ќе пројдам низ резултатите. 95% од лекарите сметаат дека проектот плаќање не е фер и е неправеден во вреднување на трудот. Можете да коментирате вие дека не е 95. Ние сме дошле до сознание дека спрема нашето истражување, спрема нашиот систем и методологија, толкав е процентот. Сакаме некој да ни каже дека не е така. 88,4% од лекарите проценти сметаат дека проектот се одразува негативно врз тимската работа. Видете, кога го направивме ние ово истражување, јас не бев толку инволвиран во проблематиката плаќање по учинок.
Меѓутоа, лекарите ни кажаат дека им се нарушува тимската работа. Гледайте, медицината е тимска работа. Клиничката медицина е тимска работа. Ја не сум клинички доктор. Практично, јас сум завршен медицина, меѓутоа, никогаш не сум работел во реалност со пациенти. И сега, нели, тоа би беа и главните критики додека бев во Министерството, ти никогаш не си работел со пациенти, како ти ќе не реформираш? Сега ги прашавме луѓето што мислат и они ни кажуваат дека 88% сметат дека се нарушени меѓучовечките односи. Па тоа е катастрофална последица за еден здравствен систем. Тоа не може да остане неодговорено. Понатака, 71% од лекарите веруваат дека проектот непотребно го стимулира бројот на услуги. Видете, ова е, како да ви кажам, значи, ние денес како зборуваме за реформата плаќање по учинок, таа е реформа која што влие врз однесувањето на лекарите. Тоа е и суштината на една таква реформа. Со финансиски стимули, вие сакате да го промените однесувањето на одреден лекар кон посакувано однесување. Меѓутоа, вие кога ќе направите финансиски стимул со што го менувате односот кон непосакувано однесување, а односот се менува затоа што лекарот, како и секој друг човек, размислува економски, така, размислува логично и за многу кратко време ќе свати дека за да постигне учинок треба да генерира услуги. За да генерира услуги треба да ги вика пациентите за непотребни испитувања, анализи, диагноза. И тоа е факт. И нека каже некој дека не е. 61,4 сметаат дека проектот негативно се одразува врз пациентите. Гледайте, овој проект денеска во оваа форма во која што е спроведен не ги грижи лекарите, тој треба највише да ги грижи пациентите, затоа што практично врз нив ќе се одразат последиците. И еве го трудот кој што е објавен од мене и од колегата Касапинов во македонскиот Journal of Medical Science. Сега, генериравме 3 тези, популарни тези, и сакаме некој да ни ги оспори. Мислам, тоа е идејата, нели, на науката. Пак ќе речам, ова се популарни тези, не се научни у смисла на тоа дека, меѓутоа се популарни. Најголеми добитници од штрајкот на лекарите во државните здравствени установи се всушност приватните болници, а најголеми губитници ќе бидат државниот здравствен систем и пациентите кои се принудени на чекање и дополнителни трошоци. Тоа е теза број 1. Теза број 2. Одговорноста за штрајкот на работниците во Тојота не е кај работниците, туку е кај менаџерите. Акционерите се тие кои ќе барат одговорност од менаџментот, а не од работниците. Во државното здравство ние сме акционери сите. Може вода само. Теза број 3. Постоечката форма на проектот плаќање по учинок представува опозит на постоечка реформа диагностички сродни групи и со самото тоа представува класична антиреформа. Додека држите ја стимулира тимската работа во клиничката медицина, плаќањето по учинок директно ги руши тимовите и форсира индивидуален учинок. Нека каже некој дека не е. Може Георги Тренковски може да каже дека не е така. Препораки. Нашиот труд завршува со препораки. Тие препораки, повторно ќе речам, се однесуваат на Министерството за здравство во насока да се направи нешто подобро. Прво, Министерството за здравство мора да иницира процес на изготвување на независен извештај, значи независен извештај, не Министерството да го направи, нека ангажира некој нека направи, кој ќе го сумира досегашното искуство од воведување на плаќање по учинок. Значи, нека кажа дека ова што е направено од нас не е така, сакаме да видиме како е. Второ, новиот процес директно да ги вклучи докторите преку професионалните асоциации. Че тие мора да бидат вклучени. Трето, да се дефинираат јасни и мерливи индикатори што е тоа што е успехот на овој проект. Како ние утре ќе кажеме дека оден проект е успешен? Тоа веќе не може да пројде, како да ви кажам. Значи, не можеме ние да си дозволиме да си правиме реформи и да не знаеме како ќе процениме дали некоја реформа е успешна или не е успешна. Денеска не знаеме како тоа ќе се процени. Ако целта е конкуренција помеѓу лекарите, тоа за мене како пациент воопшто не ми е важно. Не знам за вас како пациенти дали ви е важно. Мене како пациент ми е важно дали лекарот ќе ми ја понуди здравствената заштита на начин на кој што јас вистински сакам да бидам лекуван или да бидам задоволен од исходот на тоа лекување. Нормално предлагаме, значи повторно сакам да потенцирам, воопшто идејата не е да се бойкотира или да се негира било каков вид за реформа. Напротив, идејата е како да направиме успешен модел за плаќање по учинок во Македонија. Ќе завршам со оваа денешен коментар во Дневник, не со цел да
да, мислам, Ставрич го поставам тука, меѓутоа со цел да ја покажем изјавата и ситуацијата во која што денеска ние се наоѓаме. Значи, Ставрич вика, моделот за плаќање по остварување не може да остане таков без оглед како ќе заврши штрајкот. Ако овој модел остане како што е сега, огромен дел од лекарите ќе го напуштат јавното здравство. Мислам дека во делот на првиот дел од изјавата ќе се согласи и Љубиша и Симе од другиот синдикат, од Гранковиот синдикат, кои што исто сметаат дека нели моделот треба да се промени. Меѓутоа, да речеме дека тоа не е толку битно. Побитно е коментарот на медиумот. Мене тоа ми е многу интересно. Вика Дејан Ставрич, председател на самостојниот синдикат на клинички центри, се закани дека голем број од државните лекари ќе побегнат од моделот за плата по остварување во приватното здравство, каде што пак нема плати без остварување. Че видите, ова е одличен пример на комерцијализација и економизација. Значи, приватните болници имаат за цел комерцијализација. Комерцијализацијата е приватна категорија која што има за цел да генерира профит. Економизацијата е сосема друга идеја која што се случува во јавното здравство. Ние сме ставени во ситуација, односно луѓето што работат во државните болници, како да успеат со ресурсите кои што ги имаат да постигнат оптимални резултати за своите пациенти. Ние немаме интерес да генерираме услуги затоа што не профитира болницата од нив. Ние со постоечкото треба да го постигнеме тоа што го имаме. Така да тоа би било, мислам, овака во контекст на ова. Тоа би било за почетоков на денов и се надевам дека ќе имаме интересни дискусии понатака со презентерите, а нормално ќе бидем во можност да разговараме и да има прашања од публика на крај на сесијава. Благодарам. Сега да заведем втората точка, да го замолим професор Франц Просолд од Универзитетот од Улм од Германија, плаќање по учинок, катастрофа или благослов на општеството. Would you like to take a chair? Професор Франц има многу книги напишано, 40-50 статии, многу книги и така работа, че имате прилика да ги се запознаете со тоа. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I want to thank you and Professor Tofosky, as well as како и на доктор Лазаревич, што ме поканија денеска да бидам денес во Македонија. Ова е прв пат како ја посетувам Македонија и апсолутно го разбирам значењето на оваа конференција и огромна чест ми е што ќе можам да зборувам со вас за темата плакање по учинок, катастрофа или благослов за едно општество. Дозволете ми прво да почнам со потеклото на идејата за плакање по учинок. Плакање по учинок беше започнато со две важни научни извештаи од Институтот за медицина и во првиот извештај, кој што беше објавен во 1999-та, беше наслов да се греши е човечки. Беше насловен така. Овој репорт беше проследен 2 години подоцна со втор извештај кој што беше наречен преминување на квалитетот. И овие два извештаи се од суштинско значење за да се разбере начинот на размислување зошто и како плаќањето по учинок треба да се спроведе. Овие два извештаи беа проследени со неколку други студии кои што покажаа дека исклучително големи варијации на овој модел, прво во здравствените услуги, а второ во здравствените резултати. Јас немам време да ви објаснам детално кои се варијациите на услугите, меѓутоа верувајте ми дека кога ќе ги споредите различните региони во Соединетите Американски држави, бројот на услуги кои што се дава
на 100.000 луѓе беа во разлика помеѓу од 1 до 10 пати. И тогаш може да видите дека медицинските проблеми се многу слични. Исто така, важно е да се разбере дека постојат неколку стратегии за плаќање по учинок. Постои една проспективна група на стратегии и постојат ретроспективни стратегии. Разликата помеѓу овие два вида стратегии е дека за проспективните студии вие добивате пари и плаќање за обезбедување на одредена услуга, односно структура, и за обезбедување одредена компетенција или транспарентност на вашите акции, додека во однос на ретроспективните стратегии вие сте платени за нешто што вие сте го испорачале во самиот систем. Значи, имаме два класични проекти во системот плаќање по учинок. Еден од нив беше применет во САД, а тоа е рамката за квалитет на резултатот, а вториот беше спроведен во Обединетото кралство и тоа е интегрираното Сдружение на здравствена нега. Всушност, постоја и специализирани проекти кои што беа спроведени, например, таргетирано плаќање. Овој проект беше замислен за да се дека добивате пари кога ќе постигнете одреден таргет или цел од во однос на нормализацијата на испораката или пак нормализација на нивото на глукоза. Постојат и други проекти кои што се наречени неплаќање за неучинок и во мое мислење овие се најлошите проекти што беа спроведени, бидејќи тие би го демотивирале луѓето кога имате доктори или лекари кои што се демотивирани, тогаш јас имам впечаток дека овие лекари не можат повеќе да си ја вршат својата работа ако се демотивирани. Значи, неплаќање за неучинок според мене буквално не треба да се спроведува и е неуспешен проект. Постојат и други системи, како например споделување на добивката, каде што вие добиениот профит што сте го заработиле го споделувате или го делите, или пак другиот систем е споделени заштеди. Меѓутоа, многу од нашите колеги имаат чувство дека не е нивна работа да создаваат заштеди, туку тие се позаинтересирани или чувствуваат дека поблиску им е нивната работа да ги лекуваат пациентите, да воспоставуваат диагноза и потоа соодветен третман. Значи, кога зборуваме за плаќање по учинок во Германија, ситуацијата не е подобра. Постојат неколку проекти кои што во моментов се одвиваат, меѓутоа досега нема ниту еден од нив нема објавено резултати. Мојот колега Кристијан Фајт ги собра на едно место сите овие проекти и вие можете да ги даунлодирате или да ги симнете од интернет. Уште една поента која што треба да се каже е дискусирањето на теоријата на плаќање по учинок и што плаќање по учинок прави во реалноста, какви се резултатите. Теоријата почнува со предпоставката дека обезбедувањето поттици ќе доведе до променето однесување, а променетото однесување треба да го оптимизира квалитетот и ефикасноста на здравствената нега. Во реалноста, ситуацијата е сосема поинаква. Во реалноста, не постои никаков реален бенефит од плаќање по учинок, туку има многу
странични ефекти. Сега го поставуваме прашањето, зошто оваа стратегија плаќање по учинок е неуспешна? Постојат две причини за тоа, за да се објасни овој неуспех. Прво, засегнатите страни се трудат за секундарни наместо да ги постигнат секундарните наместо примарните цели. И за една минута ќе ви објаснам која е разликата помеѓу секундарните и примарните цели. Втората поента е дека не се во светот го исполнува она што му било ветено. Сега да ви дадам еден пример кој што јас им го презентирам на моите студенти во универзитетот во Улм, за да им ја објаснам ситуацијата. Овој пример вели дека полицајците се рајот е онаму каде што полицајците се британци, готвачите се французи, трговците се германци, а љубовниците се италијанци и сето тоа го менаџираат швајцарците. Можете да замислите што ви кажува следниот слайд. Пеколот е таму каде што полицајците се германци, каде што готвачите се англичани, механичарите се французи, љубовниците се швајцарите и сето тоа е организирано од страна на италијанците. Дами и господа, јас имам впечаток дека ја разбравте пораката. Ајде сега да се вратиме назад на плаќање по учинок. Примарната цел на засегнатата страна е дека пациентите сакаат да бидат излекувани, докторите сакаат да ги дадат услугите, а менаџерите сакаат да ги избалансираат своите сметки, а засегнатите страни сакаат да им направат профит. Секундарните цели всушност се разбира дека пациентите сакаат да ги балансираат сметките, докторите сакаат да направат профит, менаџерите сакаат да влијат врз услугите. Дали се сеќавате? Значи, пораката за рајот и пеколот е не ги мешајте примарните со секундарните цели, бидејќи ќе завршите со комплетен хаос. Мојата следна поента, втората поента е дека не се може да го исполни она што било ветено. Постојат голем број на празни ветувања. Само една забелешка за студентите по медицина. Ние во последните 20 години ги учиме нашите пациенти оди на скринирање за рак на дојката, дојди на ваков или онаков скрининг. Меѓутоа, можам да ви видам дека во следните 5 години сите овие ќе исчезнат. Има доволно податоци уште денес дека ние можеме да предвидиме дека ниту едно од овие ветувања ќе бидат виста, бидејќи ќе постојат подгрупи кои што ќе имаат бенефит, меѓутоа тоа е предизвик на следната декада да се види кој од овие подгрупи ќе имаат бенефици и кои пациенти нема да имаат бенефици. Причината за тоа е дека не постои валидност на самите податоци. 80% од сите објавени податоци се од мал валидитет или валидност. Тоа не значи дека тие се погрешни, туку тоа кажува дека валидноста не е во ред на овие податоци. Тие може да бидат коректни, но може да бидат и погрешни. И јас можам да ви предвидам дека во блиска иднина ќе има неколку документи кои што ќе испадне дека се во ова е погрешно. Се сеќавате на Ајнштајн. Тој беше роден во Улм. Тоа е градот од кој што доаѓам и јас. И Алберт Ајнштајн кажа нешто многу важно во својот живот. Тој рече: не се што може да биде избројано се важи и не се
што се брои може да биде вредно. Значи, тоа беше во 1879 година. 100 и кусур години подоцна има уште една многу важна изрека. Не се што може да биде објавено е вистина и не се што е вистина може да биде објавено. Затоа сметам дека ова е една од пораките што треба да си ги однесете дома. Ајде сега да им кажеме на нашите студенти, да им ја објасниме оваа последна реченица. Ние им нудиме посебен курс од следниот јануари, од 25 јануари, се одвива овој курс од 3 часот попладне до 8 на вечер и тој се однесува на професионално мамење, бидејќи само доколку сите знаат како тоа се прави, тоа нема да биде функционално во практика. И затоа јас се надевам дека ќе ве видам и вас заедно со Кристијан во Улм и можеби ќе се сретнеме таму. И ако некој друг од вас е заинтересиран да ни се приклучи на ова предавање, сигурен сум дека ќе најдат начин да дојдат и да слушнат. И јас ви ветувам дека ќе продолжам со овој курс овде и во Скопје, за да ја воспоставам оваа методологија за и вие да може да продолжите да ја спроведувате во овој град. Постојат 4 чести грешки во плаќање по учинок. Првата е дека луѓето не користат компаратори. Тие само опишуваат само еден метод или една процедура. Немаат алтернатива наспроти која ќе можат да ја споредат нивната процедура или постапка. Второто е дека многу од податоците не се валидни. Третата поента е дека крајните поенти што се одбрани се погрешни. Тие дискутираат за структура и процеси, но не дискутираат за резултатите. Иако резултатите се најважни. Па затоа, ако тие ги земат во предвид резултатите и ако ги гледаат монетарните резултати, а не здравствените резултати, тоа е главниот проблем на проектот плаќање по учинок. Плаќање по учинок за него треба да одлучат докторите, а не администраторите. Кои се заклучоците? Здравието е многу важна човечка вредност, исто така представува и човеково право. Одлуките за вредностите, здравието и правата се еднакво важни. Дали разбирате што ви велам? Од тука, донесувачите на одлуки кои што генерираат компарабилни вредности во општеството заслужуваат компарабилни бенефиции. Кој е следниот заклучок? Вредностите на здравствената нега, кои што се вредни на вредностите во правата, ќе бидат генерирани од страна на 3 акции. Прво, тие ќе бидат генерирани доколку валидноста на научните публикации може да биде идентификувана, а ова воглавно се базира на факти. Процедурата е овој курс на кој што ве повикав пред малку. Втората активност е дека доколку ефикасна здравствена нега е идентификувана од страна на во однос на прагматично контролирани проби и каде што се опишуваат факти и каде што се заштедуваат ресурси. И ќе ви дадам еден краток пример за тоа како изгледа една ваква проба. Од левата страна гледате рандомизирано
клиничко тестирање и најголем дел од членовите не се вклучени во овакво клиничко испитување со примерок по случаен избор. Тие не се сите исти, меѓутоа се повеќе или помалку во прагматично клиничко испитување. Од друга страна, треба да ги вклучите сите пациенти кои се дел од целата популација. Ако вие всушност правите една ваква прагматична проба или тестирање во Скопје или во Македонија, тогаш сите луѓе со одредена индикација припаѓаат на испитуваната група и мора да бидат дел од неа. Вие го дискутирате проблемот на болка во вашиот колк. Тогаш сите пациенти кои што доаѓа во болница или кај приватен доктор со болка во колкот мора да оди на тоа тестирање и мора да биде документиран како дел од тоа. И докторот може да избере или третман А, кој што е зелен, или третман Б, кој што е црвен, или било кој друг третман со црната група. Значи, без оглед на изборот на третманот, сите пациенти треба да бидат примени во ова клиничко тестирање. И треба да се направи разлика помеѓу пациенти со низок, среден и висок ризик. Не можам да го објаснам ова бидејќи немаме време, меѓутоа верувајте ми дека ваквата тестирање ќе ви даде клучни информации за резултатот, како и за трошокот на лекувањето. И тогаш ќе направите што владата бара секаде во светот и ова представува студија на рационалност. Меѓутоа, таа всушност се базира на податоци од реалниот свет, а тие се изведуваат од вашата секојдневна клинична практика, а не од вештачки и клинички тестирања. И мојот третиот заклучок од втор дел е дека суштинска и опционална здравствена нега ќе биде правена како разлика. Треба да воспоставите комитет кој што ги дефинира листа на приоритети во македонското здравство врз основа на валидни публикации и врз основа на податоци од прагматични клинички тестирања. И потоа овој комитет треба да одлучи кои одлуки треба да бидат обезбедени, зелените, и оние што не треба да се обезбедуваат, црвените. И може да има разлики помеѓу општествената перспектива и перспективата на индивидуалните доктори, меѓутоа со големиот дел од одлуките нема да имате проблем во однос на одлучувањето што треба да се обезбеди, а што не. Мојот финален заклучок е дека придонесот на донесувачите на одлуки за медицината, односно докторката, е дека идентификуваат валидни публикации и тоа ќе всушност ќе им заштеди ресурси и ќе генерира вредности во општеството кои што се споредливи со вредностите што ги генерираат судските од донесувачи на одлуци. А всушност последиците треба да бидат намалени. Ова е мојот последен слайд. Ова ви го кажува градското собрание во Улм, кој што го изградија луѓе од Нью Йорк. Ако се сеќавате на Гети центарот во Лос Анџелес, кој што изгледа многу слично, бидејќи доаѓа од истиот архитект. Во средината го имаме универзитетот на Улм и на десната страна тоа е искривената куќа која што е 500 години стара и тоа е вашиот хотел, Владо, кога ќе дојдете во Улм на универзитетот. И потоа ја гледате катедралата, го гледате рибарското селце и одредени резби од старата црква. А овде долу во градот има една слика која што не е вистинита. Овие двајца господа никогаш не биле во Улм, па затоа
се сеќавате на Алберт Ајнштајн, не се што може да се објави е вистина и не се што е вистина може да се објави. Благодарам за вниманието. Thank you. Professor Franz, thank you very much for your very Ви благодарам многу за вашиот инспиративен и интересен говор со многу примери. Тоа секако дека ќе се памти како добра лекција и добар пример што го споделивте и ви благодарувам уште еднаш. Сега лако, дали ќе бидете толку, дали ќе сакате да продолжите? Mr. Chairman, Professor. Сакам да се заблагодарам на сите организатори што ме поканивте да зборувам на оваа конференција, дами и господа, и сите присутни кои што присуствувате на оваа важна средба за вашата земја и за сите доктори во Македонија. Задоволство ми е да зборувам за фасцинантната приказна, односно за можностите и заканите од плаќањето по учинок. Најмногу сум благодарен за поканата да ви се обратам за овој проблем. Но во следните 15 минути, или можеби повеќе, накратко ќе ви ги скицирам ефектите од оваа реформа плаќање по учинок. Исто така кратко и ќе зборувам за релевантноста на позициите, односно на вклучените страни во плаќањето по учинок. Научивме дека многу е важно да се вклучат докторите во овој процес. Но ќе видиме и можеме да научиме многу од социјалната наука и од истражувањето. Мојата презентација се базира на неодамнешната публикација, односно минато неделната публикација на трудот од Полин Розвелт, и што беше направен во Тексас, во Јустон. Работев неколку години во нивното создавање. Жал ми е што тие не се присутни со нас овде, но јас ке зборувам од нивно име. И мојата презентација исто така е дел од нивната презентација. Презентацијата се однесува на вклучување на лекарите во плаќањето по учинок и ова исто така го дискутира во Мадрид на минатиот семинар. Ќе заклучиме на крај ова утро дека треба да ги наградиме луѓето за нивното однесување кое што го подобрува квалитетот, но во исто време треба и да ги намалиме трошоците. Според мене, само со овој услов можеме да имаме квалитет во работата. Како што тоа го гледате во публикацијата. Во многу земји, предходно тоа беше споменато од доктор Лазаревиќ, има голем интерес во овој плаќање по учинок реформата. Владините тела, агенциите, сите тие се вклучени во дизајнирањето на овој проблем и тие се насочуваат да ги намалат трошоците и да ја значително зголемат квалитетот на здравствената нега. Тоа е комплексно прашање, како што претходниот спикер тоа веќе го илустрираше и бара многу заложби. Како што ви кажав, има различни резултати од плаќањето по ученик. Сакаме да објасниме зошто го објасниме тоа со користење на социјалната наука, истражување, но и теорија. Но исто така е важно да се
рефлектираме малку на она ја што го нарекувам предиктабилност, односно предвидливост. Значи, ако започнете некој експеримент, треба да започнете уште на почетокот, треба да знаете кои се трошоците. Постојат многу примери кои што примери за такви успешни експерименти. Значи, ќе резумирам малку од моја гледна точка. Следниот слайд покажува дека како се менуваат оваа цел, не би ја дискутирал. Можете да видите дека повеќе не постои некоја разлика. Понекогаш постои мала разлика но главно резултатите се разочарувачки од ваквата реформа. Прашањето е зошто постојат толку големи варијации или разлики во резултатите кои што се добиени од спроведувањето на оваа реформа и заклучивме по ревизијата на неколку различни студии дека постојат големи разлики или варијации во примената на здрави истражувачки методи. Како доктори или лекари може да направите истражување само со здрави истражувачки методи. Сепак, постојат голем број на методологии или методолошки проблеми во најголем дел од студиите што се однесуваат на резултатите на плаќање по учинок реформата. Значи, постојат на првите ограничувања, тоа се малите примероци или пак примерок по случаен избор. Се разбира, постои дел од проблемот кој што се коинцидира со другите структурни промени во здравствените системи во исто време, па затоа не можете да заклучите дали навистина постојат ефекти кои што се должат на плаќање по учинок или пак тие се резултат на структурните промени во здравството. Исто така треба да се заклучи дека всушност поттиците во плаќање по учинок се премногу мали. Студиите кои што се направени во Обединетото кралство кажува дека доколку имаме поголеми награди за докторите, тогаш резултатите би биле подобри. Се разбира, постојат и стратегиски проблеми кои што всушност се зборува за можности и за закани. Всушност, дами и господа, прво ќе почнам да зборувам за пречките или за препреките, а потоа имам порака за она што претходниот говорник го нарече рај и она што може да биде една ветувачка перспектива за проектот плаќање по учинок. Кои се овие пречки на кои што наидува самата реформа? Прво, непредвидливоста. Тоа значи дека постои отворен буџет за наградување на учесниците, а доколку има отворен буџет, секретарот за финансии или министерот за финансии не му се допаѓа тоа, бидејќи тој или таа треба да се справи со негативните финансиски ефекти од самата реформа. Меѓутоа, второто се однесува на намалување на ефектот кога ќе се намали наградата. Значи, штом заврши проектот со наградување или програмата со наградување, ефектот се намалува. Потоа имаме измама. Претходниот говорник ја започна оваа тема. Сето ова се последици кои што се заведени во голем број научни студии кои што се резултат на програми за плаќање по учинок. Всушност не можете да замислите дека тие исто така постојат инфективни студии во болниците кои што покажуваат дека луѓето почнуваат да мамат на собственото работно место. Дали може да го замислите тоа? Меѓутоа, се разбира, тоа се случува. Последната поента е дека треба да има доволна награда за учинокот. А она е втората точка што ја ве кажавме. Како можеме да го подобриме дизајнот на експериментите за плаќање по учинок? Теоријата на социјалната наука, од каде што доаѓам, јас не сум лекар по професија,
ни обезбедува одредени интересни насоки. Мора да кажам дека не сум лекар, туку сум социјален научник и затоа и всушност сум женет со лекар долги години, затоа знам како ова функционира во практика. Што можеме да научиме од овие теории? Може би ке мислите дека тоа е доста комплицирано и не разбирате ниту еден збор од тоа, меѓутоа неколку од организаторите веќе ја видоа оваа публикација и многу добро ги разбра импликациите на истата. Прво, значи наградата треба да биде на време и наградата треба веднаш да се даде по демонстрацијата на однесувањето кое што е посакувана цел на програмата. Една лекција што ја дискутиравме синоќа со професорот Тофовски, морковот многу подобро функционира од стапот за многумина. Тоа е вистина во образованието, во здравството и во многу други сфери. Голема конкуренција, како што беше кажано, ќе функционира добро, меѓутоа може да биде многу деструктивна. Експериментот треба да се конструира според принципот на теории за индивидуализација и тоа нема да го дискутирам детално, бидејќи тоа можеби нема да ви биде толку интересно за вас денес. На крајот, вредностите и целите се многу повредни за овој експеримент отколку што тие генерално се сметаат. Она што сакате да го постигнете, размислете за вашите примарни цели. Јас се согласувам со претходниот говорник. Ние секогаш размислуваме за конкуренцијата како за плодна. Меѓутоа, на следниот слайд ќе ви покажам неколку наоди од други студии каде што конкуренцијата донела негативни резултати. Ние накусо ги скициравме дека не намалување на иновација, не повисок квалитет, туку помал. Намалување на безбедноста, помала доверба и морал. И она што го нарековме ние развој на групи на губитници и добитници. И синоќа јас научив што тоа значи во вашата земја и конечно прашањето за појавата на концентрација. Всушност, доаѓаме тука до она што го нарекува на прашањето за предвидливост. На следниот слайд имаме две ситуации каде што ја имаме оваа предвидливост. Значи, исто така ти ја покажува дека постојат многу негативни страни и ќе видите дека на долниот дел од слайдот во првиот пример има намалување на компензацијата, дека не го подобрува моралот на самата организација. Воглавно, принципот на врзување на времето за плаќање по ученок бил всушност прекршен во текот на програмата или експериментот. Решението е дадено на овој слайд, да се спроведат ситуации и плакање по учинок само во овие ситуации. Ова е суштината на мојата порака, каде што промените во однесувањето ќе резултираат во помал трошок, а поголем квалитет, повисок квалитет. Барате ги оние примери на променето однесување каде што вие како практиционер ќе промовирате подобар квалитет за помал трошок. Можеби тоа не е толку очигледно сега, но овие проекти и ветуваат нешто за воиднина. Решението е елаборирано на следната слика, која што е наречена форма на антинервозна конкуренција. Всушност,
наградата е стандард кон кој што сите се стремиме. Тоа може да звучи чудно, но на сите им овој принцип им дозволува на сите да бидат добитници. Оптималната цел е всушност најдоброто подобрување на системот за да имаме помал трошок и на крајот користете цели, размислете за примерните цели, за секундарните цели и тоа е многу важно кога ги спроведувате овие проекти. Дали има порака од Холандија што може да ја донесете? Истото е и во Германија, како што јас научив од претходниот говорник. И воопшто ситуацијата не е подобра во северните земји и во Западна Европа, се разбира. Јас имам две пораки. Едната е ветувачка, а другата не толку ветувачка. Првата порака е дека понекогаш заборавам нешто. Ова е слайд на кој што всушност се зборува за ветувачките експерименти со плакање по учинок, бидејќи се однесува на генетиката за припишување на рецепти и лекови на рецепти во Обединетото кралство. Меѓутоа ќе се вратам на оваа студија малку подоцна. Исто така, ви кажав дека накозо ќе зборувам за вклученоста на лекарите во студиите за плакање по учинок. Постојат неколку иницијативи на социјалната наука кои што се однесуваат на учеството на засегнатите страни и всушност таму се вели дека и мотивацијата на лекарите е под влијание на дизајнот на награда во програмите за плакање по учинок, бидејќи тоа им овозможува да влијаат врз очекуваните резултати и подобро да ги разберат очекуваните резултати и се разбира очекуваното однесување или учинок и тоа ги Значи, еден предходен говорник каже, ние предходно не дискутиравме со предходниот говорник за тоа што ќе представиме. Сега доаѓам до двата случаи од Холандија, кои што сакав да ви ги презентирам. Во првиот случај имаме студија од 2009 година. Лекарите беа вклучени во експерименти поврзани со плаќање по учинок, за да се подобри квалитетот и да се намали трошокот. И многу е важно, ова беше заклучок за моделот на плакање по учинок, дека оние кои што работат на овој модел целосно се согласуваат со секоја мерка, а ако не се согласат, тогаш тој нема да функционира во практика. Втората студија беше неодамна објавена, односно спроведена, од страна на еден од моите докторанти и се однесува на студија финансирана од Холандското министерство за здравство. Тие иницијално плаќа по учинок на семејните матичните доктори и од нив се бараше да го надградат нивниот софтвер за одредена опрема и да ги унапредат услугите со цел да се подобри пристапот до нивните ординации. Меѓутоа, важно е да се забележи дека сите матични лекари во 2011 беа всушност принудени да ги намалат нивните трошоци во однос околу 60 милиони евра, што значи дека тоа всушност прво на нив им беа одземени пари и ако некој матичен лекар сакаше да го ажурира својот софтвер, тогаш него му беа доделени 8500 евра и тоа е истата сума на пари која што претходно им беше одземена од страна на нивното, односно одземена од нивното плаќање, од парите што ги добиваат. Многу ни беше занимливо да ги видиме мислењата на нашите колеги во однос на овој експеримент. И со огромно задоволство сакам да ви кажам дека
не е секогаш подобро во рајот, каде што луѓето мислат дека се наоѓа во северниот дел на Европа. Во 2011 направена беше анкета помеѓу сематичните лекари во Амстердам и едно од прашањата се однесуваше на овој експеримент кој што беше спроведен. Овде ќе ги видите некои од резултатите. Само 23 лекари кажаа дека тоа ќе го подобри ќе подобри здравствената нега, а поголем процент кажа дека постигнување на целта беше поважна од квалитетот на негата што ја испорачуваат. И 21 матичен лекар веруваа дека за нив поважно беше намалување на трошоците отколку подобрување на квалитетот. Од тука изведовме неколку заклучоци. И тие се резимирани овде. Дека истражувањата можат да доведат до подобро разбирање на вариациите и на одите од овие различни експерименти со плаќање по учинок. Не сите системи на плаќање се оптимални за успех. И понекогаш треба да се користи целото знаење што го имаме од социјалните науки, од економијата, психологијата, со цел да се дизајнираат овој вид на експерименти, односно проекти. Исто така, треба да ги вклучите и самите лекари во дизајнот на реформата за плаќање по учинок. Не сите иницијативи за плаќање по учинок работат еднакво. Оптималните системи треба да бидат структурирани, да им дозволат на сите учесници да бидат наградени за подобрување на квалитетот, а во исто време намалување на трошокот. Без оглед дали тие се плаќаат како награда или пак во намалувањето на трошокот кој што останува како резерва во институцијата. Ова е мојата порака. Значи, потребно трошоците да бидат помали, а треба да се награди однесувањето на лекарите кои што го подобруваат квалитетот за пациентите во исто време. Благодарам за вниманието. Thank you, доктор Лако. Ви благодарам, доктор Лако. Вие ни пренесовте многу добри пораки за овие две различни теории. Сега последниот говорник на овој панел ќе ни биде господинот Дончо Донев. Во болниците. Благодарам професор Тофовски, благодарам на организаторите за поканата. Како стручњак со најдолго искуство во областа на превентивна медицина, јавно здравје, да зборувам на ова важна конференција за заштита на квалитетот пред се во болниците. Да се подсетиме на некои сегменти од програмата на владата и Министерството за здравство. Блашко, молам за помош, нешто се појавува. Океј, хвала. Во програмата на владата и Министерството за здравство за модернизација и напредување на здравствениот сектор, што е достапна на веб-сајтот на Министерството за здравство, внесено е зголемување на транспарентноста, ефикасноста и одржливоста на здравствениот систем, воведување професионален менеджмент, плаќање по основ на извршени здравствени услуги, или плаќање по учинок, како велиме, и подобрен квалитет и достапност на здравствените услуги со медицина заснована на докази, што сметам дека е малку подзаборавено.
Фокус и цел на оваа презентација е како до квалитет на здравствените услуги, кои се инструментите, методите и пристапот за плаќање по учинок во здравството или по успешност, посебно во болниците, искуствата во Република Македонија во изминатите неколку децении и пристапи за наградување на здравствените кадри според вложениот труд и резултати од работата, меѓународни искуства, пристапи и сознанија за заштита на квалитетот на здравствената заштита и плаќање по успешност, нешто веќе кажаа претходните предавачи, насоки за заштита на квалитетот на здравствената заштита, надградување и примена на моделот плаќање по успешност во Република Македонија. Историски гледано, идејата за наградување на здравствените кадри според успешност во Република Македонија е прекрасна и стара повеќе од 4 децении, или колку што јас веќе сум присутен во јавното здравје и се сеќавам на тоа, и истовремено изработка и примена на објективни мерила и критериуми, а тоа се стандарди и нормативи, кои ќе бидат регулатори на работата на здравствените установи и здравствените кадри. До сега се правени повеќе обиди во Македонија за изработка и примена на стандарди и нормативи и плаќање по успешност во здравството. Од 77 до 80 година имаше еден голем проект за изработка на стандарди и нормативи во сите дејности на примарната здравствена заштита, вклучувајќи и стоматолошката дејност и специјалистичките консултативни дејности, како и превентивно-медицинските дејности. Во 80-тите години се правеа обиди за изготвување на стандарди и нормативи во болничката дејност во Македонија и се правеа преводи на стандарди и нормативи од Словенија, Србија и други земји. Кон крајот на 80-тите години, по барање на синдикатот во здравството, се изготвуваа правилници за варијабилен дел на платата со 20%, нели, според учинок по оценка на раководители и директори во здравствените организации. Јас бев член на една таква комисија во Републички завод за здравствена заштита, изготвивме таков правилник, како и во многу други здравствени организации, меѓутоа имплементацијата на тие правилници не започна во праксата, бидејќи тоа беше во колизија со социјалистичките закони за гарантирана плата, гарантирано работно место од страна на Судот за здружен труд, така да имплементацијата не започна и може би од некој страф од субјективизмот кај раководителите дека реално ќе оценат кои работници треба вистински да бидат наградени. Ова е корица на таа публикација стандарди на функции и нормативи за работа која беше печатена во 80-та година и која може да има вредност и сега, поготово за специјалиско консултативните дејности за кои што се однесува овој модел плаќање по учинок. Какво е значењето на стандардите на здравствените услуги и нормативите на времето за плаќање по успешност? Недостигот на стандарди и нормативи води кон неефикасност, недоволен број и неквалитетни здравствени услуги и чести лекарски грешки. Искуството наше меѓународно не учи дека стандардизацијата на здравствената заштита е комплексен процес и има долг пат. Стандардите и нормативите се алатка за квалитет на здравствената заштита и примена на моделот плаќање по успешност. Имплементацијата на моделот плаќање по успешност е голем предизвик со ризици во сите земји, како што слушнавме од претходните предавачи, и дека многу се поголеми ризиците и негативните ефекти, отколку што се потврдува овој модел дека е вистинскиот за наградување на лекарите по нивната успешност. Досегашните искуства нели се скромни во повеќе земји во светот. Може би и кратко времето од нешто повеќе од 10 години на примена на ваквиот пристап. Која би била користа од примена на стандардите и нормативите или клиничките патики во болничката дејност, што е исто така понов термин и пристап за здравствените установи и кадри прво? Подигнување на нивото на одговорност на здравствените кадри за добра клиничка пракса, оценување на обемот и квалитетот на работа на здравствените кадри и нивната оптовареност,
намалување и управување со ризикот при здравствените услуги и процедури, лоцирање на специфичната одговорност при грешки и негативни исходи во здравствената заштита, намалување на трошоците од непотребни процедури, анализи, лекови, намалување на должината на болничкото лекување и на повторните приеми за иста болест или реадмисиите, изедначување на квалитетот на работата на персоналот, односно здравствените кадри, подобар внатрешен надзор на квалитетот и на трошоците на здравствени услуги, помош при учење, обука и пренос на нови сознанија во секојдневната работа, помал број на оправдани тужби за лекарски грешки, единствен пристап при формирањето на цените на медицинските услуги, одредување на реално потребните средства за финансирање на здравствените установи и контрола и евалуација на договорените обврски и планови на здравствените установи, која би била користа за креаторите на здравствената политика и донесувачите на одлуки, пред се Министерството за здравство и Фондот за здравственото осигурување. Со примена на стандардите и нормативите и клиничките патеки се обезбедува квалитетна, ефикасна и економична здравствена заштита, одредување на стандардни трошоци на здравствените услуги за лекување на одредена болест, што е многу важно за примена на диагностичките сродни групи, нели, секој плаќање по учинок. Договарање број и цена на здравствените услуги што треба да ги извршат здравствените установи и кадри, адекватно издвојување на средства за финансирање на здравствената заштита, правилна поделба на работата на здравствените установи и кадри по нивоа во здравствениот систем, рационално искористување на капацитетите на здравствената дејност, намалување на нерационална потрошувачка и побавен пораст на трошоците во иднина, прибирање на онлайн податоци, индикатори за квалитетот и надворешен надзор на работата на здравствените установи, стимулација на добра клиничка пракса и медицина базирана на докази и реално планирање и програмирање на здравствената заштита, која би била користа за пациентите, како најважни во здравствениот систем, корисниците на здравствените услуги, нели кога зборуваме за здравствена заштита насочена кон пациентот, кој треба да е во фокусот, во центарот на таа здравствена заштита. Подобар квалитет и сигурност на здравствените услуги и клиничката работа, подобра мултидисциплинарна тимска работа, воедначени критериуми за упат до специјалист, прием и отпуштање од болница, стандардизација на услугите и воедначен тераписки пристап, прецизно протоколирање на интервенции, оперативни процедури и прогностички параметри, побрзо лекување со подобри исходи, помалку компликации, намален болнички леталитет, помали лични трошоци на пациентите, поради помал број на посети, помалку лекување и пократко боледување. И секако заштита на правата и јакнење на улогата на пациентите. Цели на стандардизирањето на постапките и на извршувањето на здравствените услуги и нормирање на времето, се подигнување на квалитетот на здравствените услуги и подобри исходи, резултати, согледување колку и какви услуги може и треба да извршува лекарот и другите кадри во редовно работно време, намалување на стапки на заболување и предвременна смртност на населението, одредување реална цена на здравствените услуги во согласно со финансиските можности на здравствениот систем, изедначување на разликите во цените и нормирањето на медицинските услуги меѓу одделни здравствени установи и превенирање на одстапувања од основните принципи и постапки при извршување на медицинските услуги. Што во суштина представува стандардите и нормативите во здравството? Дефиницијата наједноставно би била овака една комбинација направив за сите нивоа во здравствениот систем, стандард на здравствена услуга, вклучувајќи клинички протокол или клиничка патека, е пропишан или договорен збир и редослед на медицински постапки и стандардни клинички процедури, од кои се состои здравствената услуга или епизода на болничко лекување,
а кои според медицинската наука неопходно треба да се извршат за да се постигне определен медицински резултат. Клиничката патека овозможува евидентирање на сите релевантни процедури или пак запис за причините поради кои одредена процедура не била извршена. Нормативот на медицинската работа представува договорено време потребно за извршување на определена здравствена услуга или процедура на начин утврден со стандардот на здравствената услуга во услови на просечно ниво на техничка опременост, просечно ниво на стручно знаење и работно искуство на лекарот, односно тимот и други здравствени кадри и просечно ниво на интензитет на работата. Стандардот на услуга опфаќа претходна и завршна постапка заедно со содржината на услугата и за како една целина за тоа е одреден нормативот на времето. Во нормативот секако треба да се вклучи и времето на средниот и висшиот медицински кадар за вршење на работите од нивниот домен. Две основни функции на стандардите и нормативите во здравството. Тоа се регулирање на односите во здравствените установи внатре со поставените стручно-методолошки засновани норми, правила на однесување на здравствени кадри во процесот на укажување на здравствена заштита и надвор од здравствената организација, создавање предуслови за регулирање на општествено-економските односи меѓу давателите и корисниците на здравствена заштита со посредство на Фондот за здравствено осигурување и Министерството за здравство. Стручно-методолошката постапка, пристап, содржи повеќе фази во изработката на стандардите и нормативите. Прво е потребна единствена номенклатура на здравствени услуги и при изработката се користат повеќе методи, статистички метод за согледување на обемот на работата, инфраструктурата, здравствена, морбидитетот и други параметри што треба да се земат предвид, методот на експертиза што е стручно мислење на соодветни тимови на стручњаци за објективноста, употребливоста и крајна вредност на наодите добиени со статистичкиот метод, експерименталниот метод, теренскиот метод на работа, да тоа биде проверено во пракса, бидат прибрани мислења, насоки, да се направат корекции, а истовремено и да се подигне свестоста кај здравствените работници кои ги тестираат тие стандарди и нормативи на теренот за нивната применливост и важност. Понатаму да се користат претходни искуства и изготвени стандарди и нормативи, искуства од други републики, да тие се прилагодат на нашите услови, да се вршат консултации со врвни стручњаци во републиката и надвор од неја, теренска стручна проверка и широка јавна дискусија за прибирање на завршни мислења. Самиот систем за обезбедување на квалитет на здравствената заштита е комплексен и треба да се имаат во предвид повеќе сегменти, како вредноста на корисниците, клиничка успешност и евалуација, клиничките ризици, нивна контрола и професионален развој и менеджмент. Клиничките индикатори се неопходни за мерење на квалитетот на здравствената заштита и учинокот на здравствените кадри во болниците. Треба да се направат одредници или бенчмаркс во англиската литература, кои овозможуваат на здравствените установи и одделенија и кадрите во нив да се споредуваат со слични на нив. Сите болници треба да учествуваат во тој процес на мерење и проценка со периодични надворешни контроли на клиничката пракса за пружење на безбедна и високо квалитетна здравствена заштита и да ги известуваат надлежните фактори за исходот од процесот на евалуација со активностите за подобрување. Клиничката контрола вклучува методи за подобрување на клиничка пракса преку систематски мерења и евалуација на ефикасноста и ефективноста, анализа на квалитетот и исходот од клиничката заштита, диагностика, терапија, употреба на ресурсите и адекватност на методите за евалуација на клиничките исходи и квалитетот на живот на пациентите. Елементи на добра клиничка пракса и мерење на учинокот, јакнење на индивидуална, тимска и организацијска свесност и одговорност за добра клиничка пракса, организацијски политики и стратегии, обезбедување хумани и физички ресурси, информација и комуникација со персоналот, што е многу важно за нивна мотивација и соработка, обука и професионален развој и индикатори за успешност
зашто пред малку зборував. Дончо ќе те молам малци времето. еве, ти уште да 2 прашам. минути, да. Океј, постојат повеќе бариери за примена на следење на квалитетот и мерење на успешноста, за тоа зборуваа и претходните дискутанти, нема да се задржувам, како да се надминуваат бариерите со информираност и мотивација на здравствени кадри. Надминувањето не е брзо и лесно, континуиран стручен развој, професионалност и автономија на менеджментот и прифатени стандарди, клинички патики и нормативи за работа. И неколку заклучоци. Стандардите и нормативите и клинички патики се само ориентациони и просечни вредности кои можат да се да се менуваат, нели, да имаат мали отстапувања. Со нив не ќе може да се решат сите проблеми, но секако ќе се тежне и кон поквалитетна здравствена заштита. Тие се алатки за стручен надзор, регулација и плаќање по успешност. Секако треба легислативна информатичка поддршка и неопходен е баланс меѓу стручната, техничка и административна автономија на здравствените кадри и менаџери од една страна и политичките димензии и влијанија од здравствените установи од друга. И на крајот да одговорам на прашањето кој добива, кој губи. Без стандарди и нормативи и клинички патики во примена на моделот, плаќање по успешност губат сите. Со изработка, усвојување и примена на стандарди и нормативи и клинички патики во моделот плаќање по успешност добиваат сите: пациентите, здравствените установи и кадри, Фондот за здравствено осигурување, Министерството за здравство и државата. Благодарам. Колешки колеги, имаме 15 минути сега за поставување прашања на досегашните предавачи. Од 12 до 12:30 ќе имаме кафе пауза, а после тоа настанува панел дискусијата. Првиот и вториот панел, кај што ќе биде многу поживо, со многу конкретни прашања и место. Дали некој има прашање до некој од досегашните предавачи? Поверете. На сите, јас сум доктор Ивица Смоковски од Министерството за здравство на Република Македонија, че работам во кабинетот на министерот. И само неколку забелешки имаме вака концепцијски пред да продолжи понатаму панел дискусијата. Ви благодариме на сите што има ваква иницијатива за научен пристап кон овој модел, кон овој систем кој што, како што слушнавме после повеќе декади, неуспешно се воведе, за прв пат кај нас се применува. За жал, не сите внимателно слушаа последната презентација на професорот Донев, а токму тој објасни што се индикатори за квалитет. А професорот Лако пак објасни што значи системот Payment for Performance. Payment for Performance систем значи таков систем при кој што евалуацијата на здравствените работници, на провайдерите, значи болниците и лекарите, ќе биде според индикаторите на квалитет и според намалувањето на трошоците, односно добивањето на поголема здравствена вредност. Следната презентација професорот Донев внимателно се обидуваше да објасни кои се индикатори за квалитет влегуваат во тој систем на Payment for Performance. За жал, системот кај нас што се овидува воопшто не е Payment for Performance. Значи, системот кај нас, или плаќање по ученок, представува систем со кој што се цели да равномерно се дистрибуира работното оптеретување. Значи, воопшто не постојат индикатори за квалитет. Воопшто не постои фактор како patient satisfaction, кој што постои во тие системи за плаќање по Payment for Performance. Тоа се уште покомплексни системи, кон кои што ние во моментов не сме подготвени да пристапиме. Сметаме дека ова е првиот чекор кој што го правиме, со плаќање по учинок. За жал, во иницијалната презентација доктор Лазаревич, внимателно го читавме неговиот труд, неговата публикација, несечно го нарекува овој модел Payment for Reporting, не е ни тоа. Значи, Payment for Reporting е еден вид на Payment for Performance, каде што се плаќа на провайдерите доколку известуваат за нешто. Например, во Америка постојат програми, во САД, тие се најразвиени во овие P4P програми, каде што се плаќа на болниците, односно на лекарите, доколку се известува за стапката на интрахоспитални инфекции. Само доколку известуваат. Како прв чекор кон воведување на Payment for Quality, каде што стапката на интрахоспитални инфекции ќе се гледа како индикатор. Значи, ова тоа не е.
тука не се плаќаат лекарите дали ќе изостуваат или нема да изостуваат, изостувањето е мандаторно таму кај што нема автоматски систем. Во многу средини кај што постојат добри системи, воопшто лекарите ништо не известуваат, од системот директно се генерира кој колку сработува. Така да ова се некои концепцијски забелешки кои што верувам дека и понатаму нема да бидам ускратен да дам некој коментар за во текот на панел дискусијата, чисто колку да бидеме од научен аспект свесни сите за каква материја зборуваме. Благодарам. Ова беше повеќе говор него прашање, али у секој случај интересно отворена е дебата, планирана е повеќе за панелите. Дали некој има прашање на до сегашните предавачи, особено мислам на гостите од странство? Професор Пановски. Значи, првото прашање би било до колегата Франц Перзолт. Како е искуството на имплементација на DRG системот во Германија и неговата поврзаност плаќање по перформанс? Значи, едината комбинација DRG системи, P4. This question for you. You understand? Yeah. Okay. Проблемот со DRG во Германија всушност е тоа дека тој воведе голем број на интелигентни решенија. Тие развија компјутерски програми и ги образува експертите за да можат да добијат најголем дел од парите од постоењето на DRG системот. И во суштина, со правење минимум, со вложување минимум работа, да се создаде максимален бенефит. Ова е резултатот кога сакате да спроведувате економски принцип на луѓе кои имаат поразлична примарна цел. Па од тука тие се принудени да го сменат својот обем, да го сменат целосно своето однесување и дури начинот на кој што се социализираат. Тие се образувани како медицински лекари, а сега треба да се однесуваат како некој кој што управува со бизнис, а никогаш не го добиле образованието за тоа. Па затоа може да се замислите каков е резултатот. Тоа е се освен добар резултат. Јас исто така би сакала професорот од УМ да го прашам, бидејќи имаме во истражувањето на доктор Лазаревич факт дека 95% од лекарите се незадоволни од овој систем и сметаат дека е неприфатлив и неприменлив. Дали еден таков проект треба да се турка по секоја цена? За мене проблемот постои дека доколку не постои реална цел што треба да се постои, тогаш не постои ни причина да се турка еден таков проект. Она што јас се обидувам да им кажам на моите студенти е дека секогаш прво треба да дефинираат целта што сакаат да ја постигнат, колку што е можно попрецизно и да ги дефинираат димензиите во кои што сакате да го мерите постигнувањето на таа цел. Кога тоа е јасно, тогаш можеме да одлучиме дали треба да буткаме некоја програма или не. Дали тоа ви одговара на вашето прашање? Во ред. Дали јас може да поставам прашање? Ќе го кажам прашањето на англиски. Јас сум ортопедски хирург и мислам дека и постои одредена цел во цела оваа работа, меѓутоа како ортопедски хирург мислам дека не треба. Јас ги извадив ракавиците кога го почнавме штрајкот
И морам да кажам дека постои една цел. Нема пари во здравствениот систем во Македонија, и посебно во системот за јавно здравство. И кога нема пари, вие се обидувате да најдете начин како да ги намалите трошоците. А тоа го правите со некаков друг вид. Дали има некој друг термин? Тоа е еден вид на вулгарен експеримент и тоа е еден типичен систем на подели и владај во хируршките кругови. Тие ќе почнат да бидат дисфункционални, да не функционираат соодветно, ќе почнат дури и штрајк и потоа ќе бидат во специјална позиција каде што целото здравство ќе биде во една ситуација на итна ситуација и каде што екстремно се штедат парите од здравствените фондови, што на крајот пак ќе доведе до пациентите кои што ќе останат болни, докторите ќе бидат разочарани, а целиот систем ќе заштеди многу пари, ако има пари да се заштедат, а сето тоа ќе биде направено на грбот на пациентите и на лекарите, бидејќи државните институции ќе бидат амнестирани од вистинските резултати на овој ужасен и катастрофален проект. Благодарам. Мислам дека вие всушност вклучивте една многу интересна поента, и ако добро ве разбрав, всушност главниот дел е етичкиот аспект. Значи подели и владај, ние се обидуваме да ги намалиме трошоците за да го оттурнеме проблемот без да го решиме. Мојот одговор на ова е дека ситуацијата е уште полоша од што вие мислите. Ако ги земете во предвид најуспешните земји, здравствениот пазар е најголемиот пазарен сегмент и тој е поголем, уште поголем од автомобилската индустрија, тој е поголем и од градежништвото, тој е поголем од било кој друг сектор на нашите пазари. Па од тука едно општество не може да обстои, да биде успешно, освен доколку нема успешен пазар на здравствени услуги. Затоа сметам дека постои итна потреба вашите председатели да се вратат назад до кај политичарите и да се обидат да им ја објаснат оваа ситуација, да соберат пари од секаде за овој здравствен систем конечно да почне да работи. А ние, медицинските лекари, треба да почнеме да придонесуваме. Може би во првите неколку години да се намали бројот на услуги кои што постојат, услуги кои што не се итни како некој друг вид на услуги. И тоа не може да биде наш придонес. Меѓутоа, мораме здравствениот систем да го направиме функционален, освен ако не сакаме да му наштетиме повеќе на самото општество. Председавачу за збор, сум Марија Кишман, шеф на Светската здравствена организација за Република Македонија. Представникот од Министерството за здравство постави, како што вие рековте, одредена изјава, меѓутоа јас би сакала да ја проширам истата. Medicare или организацијата која што обезбедува здравствена заштита во Соединетите Американски држави опфаќа околу 5 клинички состојби, по што им дава околу $100,000 на здравствените установи од хоспитален тип. 5 здравствени состојби се акутен миокарден инфаркт, коронарна артерија байпас графтови, акут фейлиер или акутно откажување на срце, потоа пневмонија, и тоа не интрахоспитална, туку community acquired, значи таа која што е добиена во здравствена установа не, туку таа која што е добиена во надворешната средина и замена на колено, односно замена на колк. Значи, тие се инсентивите за кои што здравствените болници во
Соединетите Американски држави, според Medicare добиваат надокнада или remuneration од 100.000 американски долари годишно. Втората работа, сметам дека на овој форум, а и генерално, целава активност говориме за различна терминологија. Дали говориме за награда, дали говориме за плаќање по учинок, дали говориме за терминот result-based financing, односно финансирање засновање на резултати, или пак, јас би сакала да дел од панелистите ми одговорат на ова прашање, за кој всушност терминолошки опис ние говориме сега, бидејќи станува збор за големи варијации на истото. Би сакала само да споменам дека во огромен број на држави постои една природна еволуција на начинот на плаќање на лекарите. Историски плаќањето беше врз основа на претходните буџети. Извинете, професоре, што јас малце говорам повеќе од колку што може би и треба, меѓутоа и ова е еден вид на прашање. Потоа, во тој период стануваше збор за плаќање во однос на инпут, на она што влегува во здравствениот систем. Во однос на она што излегува во здравствениот систем или аутпут, го декларираме плаќањето од джеб, кој што Светската здравствена организација стриктно вели не, и минатата недела генералниот директор на Обединетите нации, значи не само Светската здравствена организација, генералниот директор на Обединетите нации Бан Ки Мун ја поведува специфичната декларација која што ќе биде усвоена на следната генерална асамблеја на Обединетите нации, да се исклучи плаќањето на самото место на давање на здравствени услуги. Во таа аутпут, односно она што излегува здравствениот систем, спаѓа и системот DRG, а како еволутивно поголем систем спаѓа плаќањето bonus for target, односно плаќање по постигнување на одредена цел, че потребна е цел, потребно е поставување на индикатор, за да вие воведете таков вид на плаќање, и се разбира плаќањето по перформанс. Плаќањето по перформанс се заснува на ауткам од здравствени цели. Дали пациентот ќе ви почине, иако сте направиле се во однос на соодветните протоколи, дали ќе биде излечен, или пак дали истиот ќе биде, како се вика, со одредени рехабилитациони потреби. И последно нешто, во колку се сака да се воведе payment for performance во една земја, мора да постои бихевиорални промени кај самите пациенти, како еден од триплетите кој што се заснова здравствениот резултат. Ако немате соодветен адхеренс, придружување на пациентот кон препиржаната терапија и начинот на работа, вие немате да имате успех на каков и да е payment for performance. Извинете што одзема повеќе време. Да, излагањето малце повеќе конфузија внесовме со, зашто друго разговаравме, токму овдека рековме дека 5 разни теми се поштаа, а не знаеме што правиме. Што е целта? Целта не работниците да ги казниме? Тоа ли е штак? Не, го прашам, целта. Прво прашање, јас го знам, беше целта што е? Dr. Franz, do you have any comment on this? Не можам. Само накуса можам да коментирам дека плаќањето по цел е дека луѓето кога ќе добијат пари, кога ќе постигнат одредена цел, тие всушност се предпочитаат да прифатат пациенти со помал ризик, каде што парите можат подобро да ги добијат отколку да прифатат пациенти со поголем ризик. А за да имаме искрен систем, ние треба да имаме плаќање по решавање на здравствен проблем. Може би еден пациент може да има голем проблем, друг пациент да има помал проблем. Па затоа, ако некој доктор знае колку време, колку ресурси му се потребни за да реши помал проблем или да реши поголем здравствен проблем, и затоа треба да размислиме како да го структурираме се во ова, меѓутоа ова би било соодветно решение. Дали се согласувате со мене? Апсолутно. На ове да завршиме овдека состанокот, ќе оставиме пауза од пола сат, кафе пауза, кај што може да ги продолжиме дискусиите. И ве молам после точно во 12:30 се вратиме овдека да продолжиме со панел дискусиите, кои што ќе бидат многу интересни. Благодарам.